Од Сушица преку Словенија до вратите на Барселона во Шпанија. Ова е патот на 16-годишниот Дејан Ангов, кој идниот месец треба да го помине последниот тест за евентуален трансфер во шпанскиот гигант. Од околу 1000 деца, момчето од Сушица, кое со семејството живее во Словенија, поминувајќи ги трите кампа на Барселона, успеа да обезбеди билет за Шпанија, каде треба да ги презентира своите квалитети пред да го облече дресот на Барса. Шпанците видоа дека во мене има талент, дека сум добар, ми понудија место штопер, значи сака да играм штопер, дека сум бил роден за тоа, но ќе видиме. Па рекоа дека сум добар играч, дека сум млад, дека има време, дека ме посакуваат таму. Дури рече се гледаме во Барселона, така да мислам дека добро сум направил. Игра во одбраната, никогаш не сонувал дека може да стаса на чекор до Барселона, бидејќи од секогаш бил навивач и љубител на кралскиот тим Реал Мадрид. Иначе фан сум на Реал Мадрид, ама кога е до тоа мора да биде така. Чудно е, но така е. Мислам дека Барселона има многу подобра школа отколку Реал Мадрид. За полесно да се успее, мислам, потешко е, има конкуренција таму, но реков со добра работа, труд и дисциплина би било супер. Со својата игра Дејан веќе го срте вниманието на словенците. Го побарале да заигра за тамошната младинска репрезентација, но паралелно стаса поканати од селекторот на македонската селекција до 19 години Вујовик. Значи, пред малку добивме покана од селекторот Марио Вујовиќ, селектор до 19 години на Македонија. Рече дека во февруари ќе има пријателски утакмици, значи со други држави, и рече дека би било супер ако сум толку добар дека ќе можам да помогнам за квалификациите. Ако одбереш меѓу студентската и македонската репрезентација, каде повеќе се гледаш? Би играл за Македонија сигурно. Својата родна држава. Идниот месец момчето од Сушица треба да се докаже не само за дресот на репрезентацијата, туку и за неговиот сон да биде дел од младинските погони на Барселона. По браќата Попови, Горан и Роберт, кои потекнуваат од оваа село, Дејан би можел да биде новото фудбалско изненадување од Сушица.